Возвишението Ѓуриште е дел од Градиштанската планина и се наоѓа во западниот дел на Овчеполската котлина, со надморска височина од околу 850 метри. Поради географската поставеност, преку Ѓуриште од секогаш се комуницирало во разни правци. Патот кој во антиката со еден крак се двоел од Катланово и преку Ѓуриште минувал низ целото Овчеполе, бил активно користен се до средниот век. Денешните локални селски патишта и видливите остатоци ја покажуваат старата траса на патот кој порано се нарекувал и Царски пат. Површинските остатоци од Ѓуриште и сочуваното устно предание на селаните од околните села говорат дека на овој локалитет уште во античко време имало тврдина. Во археолошката карта на Македонија запишани се повеќе археолошки локалитети кои се лоцирани на Ѓуриште. Највисоките предели на Ѓуриште и селата од Ѓуришко поднебје кријат антички и средновековни населби, а потврдени се и остатоци од повеќе стари цркви. На возвишението се наоѓа Ѓуришкиот манастир со црквата Света Богородица. Од давнешни времиња таму постоела уште постара црква, која во 16 век била урната. Во сите села на Ѓуриште постојат стари цркви кои воодушевуваат со начинот на изградба и издржливост низ вековите. Црквата во дворот на Ѓуришкиот манастир во изминатите векови била повеќе пати разурната и возобновувана, за на крајот од 19 век повторно да биде изградена на истата локација каде што се наоѓа и денес. Забележано е дека на Ѓуриште постои местност нарекувана Кнежје, со што се потврдуваат народните сеќавања за некои кнезови кои живееле во Овчеполе. Градиште е топоним кој се среќава низ целото Овчеполие и означува возвишенија со иста или слична форма. Првите предпоставки за Ѓуриште во средниот век ги дава професор Томо Томовски, а професор Иван Миколчич ги убицира населбите од антиката и средновековието. Накитот од манастирот е опишан од доктор Блага Алексова. Во втората половина од 20 век во манастирот живеел дедо Варадин. Многумина од повозрасните генерации од цела Македонија, а особено народот од Свети Николско, во минатиот век го посетувале манастирот за време на летните распусти и го паметат стариот чувар. Ѓуришкиот масив со децении се користи од населението за прошетки, собирање на билки и диви плодови, излети и кампувања. Во изминатиот век Ѓуриште било активно користено и од Југословенската народна армија, за што сведочат скривници, бункери кои уште можат да се видат низ шумата. Радарскиот систем, кој е поставен на врвот и метеоролошката топка, се користат за прогнозирање на временските услови во регионот. Чистиот воздух, дивата природа, билките и плодовите од Ѓуриште се предизвик за сите посетители на ова возвишение во Овчеполе. Изградбата и обновувањето на конаците во манастирот, реновирањето на црквата и активната промоција на регионот во изминатите години придонесоа за поголема афирмација на овој крај, што се потврдува и со зачестените посети на луѓе по сите периоди од годината. Денес, домаќин на Ѓуришкиот манастир е дедо Дане, човек кој живее во конаците од манастирот. Ги прогнозира временските услови според старите народни верувања. Собира диви билки и плодови, свири на кавал
изработува фигури од дрво, ги пречекува посетителите и се грижи за црквата. Возвишениото ѓуриште е идеална локација за археолошки, духовен, рурален, пејзажен туризам и располага со непроценливо културно наследство и огромни природни ресурси. Селата кои се наоѓаат во овој регион допрва треба да заживеат и да се развиваат. Количините на вода кои се наоѓаат под ѓуриште се толку големи што старите овчеполци знаеле да речат дека ако се отвори ѓуриште, овчеполе пак ќе стане езеро. Така.